Цивил медија. Може да ми кажете за вашите мислења и перспективи за следната година 2020 за перспективите на Македонија? Па што се однесува за перспектива од една година, не е тешко да се прогнозира. Меѓутоа, јас би кажал дека неизвестна е судбината и решавањето на горливите проблеми на Македонија во наредните 5-6 години. Известно е што ќе се случи во 20 година, еве предвидени се предвремени избори за април, што значи дека Македонија дефинитивно е пример на држава во која предвремените избори стануваат редовни. Македонија се спаси од дефинитивен распад со решавањето на двата проблеми со двете соседни земји. Меѓутоа, за препастувачкиот криминал, корупција и безмилосно трошење на пари во времето на заедничката власт на ВМРО и ДУИ, на жалост, еве 4 години остана неказнени носителите на таков еден режим. Ако е тоа така, најавите, како например на председателот, дека после во редните избори ова година ќе треба на одговорност да дефинитивно да се земат носителите на тој криминал. Ние имавме избори од 16 година, беа исто така ветени дека ќе се расчисти со тој откриен криминал и корупција и грабеж, меѓутоа до денеска тие функционери високи на тие две партии и денеска тие не се казнети. И тие што беа фатени, побегна од затвор и отидоа надвор од земјата. Така да, ако се спаси Македонија за да постои со зачленувањето во НАТО, се надеваме, дефинитивно ќе биде, решавањето на овие проблеми и дефинитивен епилог на она што го преживеа и доживеа Македонија и што се откри со извештајот на Прибе, ќе треба за лечувањето на тие рани да многу повеќе време. Дали тоа ќе зависи исто така, имаме и доста вака нејасни движења и за судбината на НАТО и за судбината на Европска Унија, и таму една длабока криза, ќе дојде сигурно до големи промени и во НАТО, како што гледаме, а и во Европска Унија со реформите што ги инсистира председателот на Франција. Така да, не е точно за Македонија тоа што овде премногу се инсистира дека ќе беше све решено доколку беа отворени преговорите за засленување. Тоа не е точно. Макрон укажа се со пример дека ако некој се надева дека со отворање на преговорите све ќе биде во ред во Македонија, тоа е лага. Затоа што он рече, прашајте ги во Србија, каде што преговорите се почнати пред 3-4 години, граѓаните на Србија дали е таму нешто променето. Иако знаеме дека симпатиите на Макрон се на страната на Србија. Тоа важи и за Македонија. Додека Македонија, само за символика, за главен политички преговарач и шеф на делегацијата за преговори со ЕУ, има личност која е осомничена за учество во тој криминал во претходните години во заедничка власт со
ВМРО, еден од главните, не треба да очекуваме дека со отворање на преговорите ќе дојде до ќе тече мед и масло. Тука ќе ви поставам уште едно прашање. По ваше мислење, зошто никој од криминалците од минатата власт, па и од сегашната, дел од сегашната, не се казнети до сега? Па очигледно новата власт што дојде со СДСМ, со Заев, беа прилично импресионирани со фактот дека го решија проблемот со името и со Грција. Тие на внатрешен план во тој смисол не беа готови да преземат под решителни чекори. Напротив, како што сме сведоци и во нивните редови, па и она трагичниот крај на специјалното јавно обвинителство, сето тоа го направија како невозможна мисија. Плюс тоа, дел од таа криминална власт, 10-годишна, на жалост, стечајот на околностите беа такви политички да остане и во новата власт. Мислам на Доји Ахмети. Дали мислите, дали ќе има воопшто избори, односно, дали или која партија бега од избори? Оваа Тие јавно смелост да кажат дека не сакаме избори, партиите од познати причини не можат да речат, jer некои ривалите ќе им речат дека се плашите. Затоа декларативно тие не можат да кажат, меѓутоа на ниедна од нив не им одговарат изборите. Меѓутоа дошли во таква ситуација да тоа јавно не може да го решат и сите ризикуваат дека ќе изгубат. Меѓутоа, независно од епилогот на изборите, од резултатите, Македонија овие избори наредни не решават ништо. Цивил медија